Почитувани гледачи, добре дојдовте во вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова во продолжение на станите на денот. Скоро е полн капацитетот во Велешката болница. Двајца граѓани на Велес починаа во текот на изминатото деноноќие. Продолжуваат градежните работи во градскиот парк за изградба на езерце. Политичката партија Левица бара од општина Велес вонредна дезинфекција на сите улици во градот. Големи бројки на ново заразени бележи Министерството за здравство во Велес и Велешко и во текот на изминатиот викенд. За 2 дена се регистрирани вкупно 94 нови случаи, а заклучно со вчерашниот биланс представен од надлежните, бројот на активни случаи во Велес изнесува 422. Драстичен број на ново заболени бележи Велес и Велешко во текот на изминатиот викенд. Само за 2 дена регистрирани се 94 нови случаи инфицирани со COVID-19. Поточно на 31 октомври се регистрирани 50 нови случаи, додека на 1 ноември се регистрирани 44 ново заболени. Заклучно со податоците од вчерашниот биланс на Министерството за здравство, бројот на активни случаи во Велес се искачи на 422. Ситуацијата со коронавирусот на ниво на целата држава исто така руши црни рекорди и во текот на изминатиот викенд. Во саботата беа регистрирани рекордни 1085 нови случаи, додека во текот на вчерашниот ден 865. Надлежните власти строго апелираат до сите граѓани на државата почитување на мерките за заштита. Тие се носењето маска, држење дистанца и честа дезинфекција на рацете. Директорот на Основното општинско училиште Панко Брашнаров во Велес ја демантираше веста дека е во изолација. При контакт со надлежните од локалната власт образложија дека дошло до грешка направена од нивна страна во врска со податоците вметнати во графикот во однос на тоа кои директори од училиштата во Велес се во изолација, при достава на известувањето до сите новинари во Велес преку електронски пат. Во првичното известување доставено од страна на локалната власт до сите новинари по електронски пат на 30.10.2020 година во врска со изолацијата на директорите на училиштата во Велес беше посочено дека двајца директори се во изолација. Еден од нив представен во графикот беше директорот на Основното општинско училиште Панко Брашнаров во Велес, Трајче Малинов. На 31.10.2020 година, поточно изминатата сабота, не контактираше директорот на училиште Панко Брашнаров, кој што ја демантираше веста дека е во изолација. Веднаш после извршениот разговор контактиравме надлежни од локалната власт со цел разјаснување на целата ситуација. Оттаму појасни дека дошло до грешка при вметнување на информациите во графикот и ја потврди информацијата дека директорот Трајче Малинов не е во изолација. Веднаш после оваа ситуација преку нашата Facebook страница дополнително ја информиравме јавноста за грешката направена од страна на локалната власт. И покрај стапувањето на сила на законот за носење маска на отворено, велешани не ја почитуваат оваа основна мерка за заштита од коронавирусот. Во текот на изминатиот викенд полициските службеници на Севера Велес се со полни раце работа. Купно се санкционирани 96 граѓани на Велес. Казната за неносење маска е 20 евра, но доколку се плати веднаш или во рок од 8 дена, истата се преполовува и изнесува 600 денари. И покрај стапувањето на сила на законот задолжително носење на маска на отворено, дури и кога сте сами, голем дел од граѓаните на Велес не ја почитуваат оваа мерка. Ова го констатиравме од соопштенијата доставени од страна на Севера Велес за тоа колку велешани се казнети во текот на изминатиот викенд. Според нивниот билтен доставен од страна на портпаролот на секторот за внатрешни работи Велес, Верољуб Додевски, и истакнато дека полициските службеници имале полни раце работа во текот на изминатиот викенд.
На 31 октомври се санкционирани 19 лица во Велес за неносење маска. На 1 ноември дури 37 лица ќе платат казна. Разочарувачка и бројката на казни напишана во текот на изминатото деноноќие, поточно изнесува 40. Вкупно за 3 дена се казнати 96 лица од Велес. Надлежните посочуваат почитување на мерките за заштита. Казната за неносење заштитна респираторна маска изнесува 20 евра, но доколку се плати веднаш или пак во првите 8 дена, истата се преполовува и изнесува 600 денари. Двајца граѓани на Велес вчера ја изгубија битката со коронавирусот. Жена на 87 годишна возраст и маж на 89 години починаа во Велешката болница. Болничките капацитети се веќе полни, па заради ова веќе е започнато со хоспитализација на пациенти во одделот Б на интерно оделение во болницата. За жал, црната ковид статистика продолжува и во општа болница Велес. Во текот на изминатото деноноќие битката со коронавирусот во Велешката болница ја изгуби уште двајца наши сограјани. Од починатите, едната е жена на 87 годишна возраст од Велес, додека другиот пациент е маж на 89 години. Ситуацијата дополнително се влошува затоа што капацитетот на инфективното одделение е скоро полн. Денес на инфективното одделение во Велешката болница се вкупно хоспитализирани 52 пациенти, од нив 44 се потврдени позитивни и имаме 8 сомнителни случаи. Пациенти вкупно на кислородна поддршка сте 17. Инфективното одделение располага со 54 болнички кревети за хоспитализација на пациенти суспектни или позитивни на коронавирусот. Со оглед на тоа што е веќе полно, портпаролот на општа болница Велес за нашата телевизија ги соопшти идните планови за проширување на капацитетите. Моментално сега Б одделот на интерно одделение веќе прифаќа пациенти со COVID. Ситуацијата со коронавирусот во Велес и Велешко алармантна. Здравствените власти строго апелираат почитување на мерките за заштита. Продолжуваат градежните работи во градскиот парк за изградба на езерцето. Како што известува локалната власт, планот е да се направи ново езерце, чие што завршна слика е предвидена да биде готова до 9 ноември, денот на општина Велес. Продолжуваат градежните работи во градскиот парк за изградба на езерце. Како што известува локалната власт, планот е да се направи ново езерце, чие што завршна слика е предвидена да биде готова до 9 ноември, денот на општина Велес. Ќе изградиме ново езерце на вкупна површина од околу 1000 метри квадратни, таму каде што претходно беше малото езерце, некогаш го памтат повозрасните велешани, Црвен капа. Целиот простор ќе биде уреден со клупи и канделабри за осветлување, пешачки патеки, како и корпи за отпадоци. Дополнително за полнење на езерото ќе се користи природна изворска вода која извира во градскиот парк, а потоа ќе се канализира во езерото. Инаку градскиот парк е место посетено многу од страна на граѓаните на Велес. Тоа е место каде што жителите се рекреираат, џогираат или доколку се погодни временските услови, држат тренинзи на отворено согласно ситуацијата со коронавирусот. Политичката партија Левица денеска ќе поднесе барање до општина Велес за вршење на вонредна дезинфекција на сите улици во градот. Поради влошената ситуација со коронавирусот, како што изјави модераторот на локален огранок на Левица Велес, Димитар Абрашев, сметаат дека од огромна важност да се превземат превентивни мерки со цел заштита на јавното здравје на населението. Политичката партија Левица денеска ќе поднесе барање до општина Велес за вршење на вонредна дезинфекција на сите улици во општина Велес. Поради зголемување на бројот на заболени на територијата на општина Велес, сметаме дека е од огромна важност да се преземат превентивни мерки со кои што би допринеле до намалување на потенцијалната бројка на заболени од COVID-19. Левица, како политичка партија, смета дека дезинфицирањето на поедини локации е крајно несериозно и консултантски, при што таквите действија можат да послужат само за гол популизам на актуелната општинска власт и ништо повеќе од тоа. Затоа, Левица бара од општина Велес во најбрз можен рок да изврши вонредна дезинфекција на сите улици на територијата на општина Велес и Велешко, согласно член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа. Општина Велес
не смее да дозволи несериозен пристап при справување со пандемијата, односно не смее да дозволи било кои населби и улици во Велес и Велешко да бидат ставени во поволна ситуација во процес на дезинфицирање. Продолжуваме со вестите од Македонија. Пристигнаа брзите тестови кои што министерот за здравство доктор Венко Филипче за денеска ги најави, кои што во рок од 15 минути ќе покажат дали пациентот е позитивен на коронавирусот. Истите ќе чинат и у 1000 денари, меѓутоа термините се потполнети за до крајот на оваа недела. Покрај ова во изјава за медиумите посочи дека ниту еден пациент не е вратен од болничка установа во државата и на клиниките, ако навистина има индикација за болничко лекување. Ситуацијата со коронавирусот на ниво на целата држава руши црни рекорди. Секојдневно сведочиме на огромен број на нови случаи, меѓутоа и на лица кои што ја губат битката со коронавирусот. Меѓутоа министерот за здравство доктор Венко Филипче не ја исклучува можноста за воведување на полициски час, но смета дека мерките кои што сапија на сила ќе донесат намалување на бројот на ново заразени. Ја смирува ситуацијата при што посочува дека секој пациент ќе биде услужен и ќе му биде воспоставена потребната терапија во лекувањето на коронавирусот. Нема пациент кој што е вратен во ниту една болничка установа. Било каде во државата, па дури и тука на клиниките. Можно е да има подолго чекање ако има конгестија, ако има гужва на пациентите. Затоа ние успособуваме сега екстра болнички капацитети и во клиничкиот центар и во болницата 8 септември и ширум сите во градовите ширум земјата. Во сите инфективни и интернистички практично целите болници се сега во фаза на мобилизација ги лечат ковид пациентите, се сместуваат се повеќе и на други оделенија, заради тоа што инфективните се веќе преполнети. Значи, ниту еден пациент не бил вратен од болница ако навистина има индикација за болничко лекување. Инаку тој за денеска најави донација од 13.000 брзи тестови кои што ќе го дадат резултатот на пациентот, дали е позитивен или негативен за само 15 минути. При тоа исто така посочи дека носењето на заштитна маска покрај ширењето од коронавирусот заштитува од сезонски грипови и аерозагадувањето. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски е позитивен на коронавирусот. Ова го соопшти доцна синоќа на социјалната мрежа Facebook. Почитувани, би сакал да ви информирам дека и покрај строгото почитување на мерките уште од самиот почеток, вечерва добив позитивен резултат за COVID-19. Немам никакви симптоми и веќе сум во домашна самоизолација. Посакувам брзо оздравување на сите заболени граѓани и негативен тест на сите оние кои што се во самоизолација, напише директорот Пауновски на својот Facebook профил. Се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,95%. Подетални информации за горивата гледате во продолжение. Се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,95% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 26.10.2020. Малопродажната цена на Евро Супер 95 изнесува 58 денари за литар, додека малопродажната цена на Евро Супер 98 изнесува 60 денари за литар. Малопродажната цена на Евро Дизел изнесува 49,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 49 денари за литар и малопродажната цена на мазутот изнесува 25,831 денар за килограм. Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со прописите за акцизи. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Адханом е во самоизолација. Британските медиуми известуваат дека принцот Вилијам криел дека бил заразен со коронавирусот. Епидемиологот Ентони Фаучи, советник на Доналд Трамп, ја критикуваше стратегијата на владата на Трамп во управување со вториот бран на пандемијата од коронавирусот. Време е за информациите од светот.
Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Адханом кажа дека е идентификуван како контакт на лице позитивно на COVID-19 и дека мора во самоизолација, но додаде дека се чувствува добро и дека нема симптоми. Идентификуван сум како контакт на лице кое што имало позитивен тест на COVID-19. Добро сум и без симптоми, но во следните денови ќе морам во самоизолација, во согласност со протоколите на СЗО ќе работам од дома, напиша генералниот директор на СЗО на Твитер, пренесува Reuters. Британските медиуми известуваат дека принцот Вилијам криел дека бил заразен со коронавирусот, откако беше посочено во јавноста дека во земјата е започнат вториот бран на коронавирусот. На површина се појави веста дека внукот на кралицата уште во април бил инфициран со COVID-19, како што се вели во известувањето. Близок извор до кралското семејство за Сан открива дека во тој период бил заразен и премиерот Борис Џонсон, поради што кралското семејство не сакало да крива дополнителна паника во јавноста. Епидемиологот Ентони Фаучи, советник на Доналд Трамп, ја критикуваше стратегијата на владата на Трамп во управувањето со вториот бран на епидемијата на коронавирусот, на што билата куќа возврати со обвинување дека сака да го ослаби председателскиот кандидат пред изборите. Ентони Фаучи, кој долго време беше главен советник на председателот за пандемијата, во интервју за Вашингтон Пост објавено во саботата рече дека Соединетите американски држави не можат да бидат во полоша позиција во време кога нагло се зголемува бројот на заболени од коронавирус. Ке имаме проблеми, предупреди Фаучи, кој што е директор на Институтот за инфективни болести. Ситуацијата не е добра. Тој рече дека Доналд Трамп повеќе не ги прифаќа неговите препораки и сега предпочита да работи со неврорадиологот Скот Атлас, кој што се залага за целосно затварање на американското општество наместо заострување на превентивните мерки. Следно информираме за временската прогноза за тоа какво време имаме денеска и какви температури не очекуваат во текот на следните денови. Дознаваме од деталите кои што ги подготви колегата Злата Јосифовски. Ова беше последната информација од денешното издание на вестите. За повеќе информации од Велес, Македонија и светот следете нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Ви посакувам пријатна вечер.